Во денешнава емисија, преку овие два примери кои што ќе ги произнесеме, ќе покажеме каква духовна клима треба да има секоја душа која што се стреми кон Бога. Првин ќе чуеме за митарот и за фарисејот, односно за смирението и за гордоста, какви плодови даваат, а потоа ќе слушнеме и за приказната на блудниот син и како човекот преку духовно патување и свое собствено истражување, преку покаяние го наоѓа патот кон Бога. Неделата на митарот и фарисејот е прва од 4 подготвителни недели пред почетокот на Великиот пост. Нејзи претходи неделата на Захеј, а понеа следи неделата на блудниот син. Фокусот на оваа недела е на евангелската парабола за двајца мажи, од кои едниот е корумпиран митар, тоест цариник, собирач на данок за римската власт, а другиот е фарисеј, припадник на религиозна група, чии членови се залагале за строго запазување на Мојсеовиот закон. Во Светото Евангелие, апостолот Лука запишал дека Господ Исус Христос на оние што беа уверени во себе дека се праведни и ги презираа другите, им ја кажа оваа парабола. Два човека влегоа во храм за да се помолат. Едниот фарисеј, а другиот митник. Кога застана, фарисеот вака се молеше во себе: Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойници, несправедливи, прелюбодејци или како овој митник. Постам 2 пати во седмицата, давам 10 од се што придобивам. А митникот стоеше оддалеку, не смееше дури ни очите да ги подигне кон небото, туку се удираше в гради и велеше: Боже, биди милостив кон мене грешниот. Ви велам дека тој се отиде дома повеќе оправдан отколку оној, зашто секој што се воздига ќе биде понизен, а кој се понизува ќе биде воздигнат. Во една од песните на богослужбата за неделата на митарот и фарисеот се пее: Заради фалењето со дела си го осудил фарисеот кој самиот себе се оправдувал, Господи, а митарот кој се смирил и со очистувачки воздишки се молел, си го оправдал. Зашто ги отфрлаш велемудрите помисли, а скрушените срца не ги уништуваш. Затоа и ние ти приоѓаме во смирение, тебе кој страдаше заради нас. Дај ни простување и голема милост. Амин. Светата православна црква мудро уредила во средата и петокот по денешната недела за митарот и фарисеот да не се пости, за да имаме на ум дека запазувањето на постот не е цел само за себе, за да не паднеме во формализмот на фарисејско исполнување на заповедите, туку со смирение да внимаваме на себе и да ги провериме нашите мисли и намери дали се прави, дали се вистински побожни. Неделата на блудниот син е втората подготвителна недела за Великиот пост. Во оваа подготвителна недела црквата се сеќава на Христовата парабола за големината на Божјата љубов и проштевање. Оваа парабола е запишана во Светото Евангелие според Лука. Еден човек имаше 2 сина. Помладиот од нив му рече на татка си: Татко, дај ми го делот што ми припаѓа од имотот. И таткото им го раздели имотот. По неколку денови, помладиот син, кога собра се, отиде во далечна земја и таму го потроши својот дел, живеејќи блудно. И откако потроши се, настана голема глад во таа земја и тој се најде во мака. Па отиде при еден човек во таа земја и се спогоди, и тој го прати во своето поле да пасе свињи. И страден беше да го наполни својот стомак со рокчиња што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си, рече: Колку наемници при татка имаат леп во изобилие, а јас пак умирам од глад. Ќе станам и ќе отидам при татка си и ќе му речам: Татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од своите наемници. Па стана и отиде при татка си. И кога беше уште далеку, го виде таткото негов и се сожали на него, па потрача, го прегрна и го целиваше. И синот му рече: Татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син. А таткото им рече на своите слуги: Изнесете најубава промена и облечете го,
и дајте му прстен на раката негова и обувки на нозете, па дотерајте и заколете угоено теле, да јадеме и да се веселиме. Оти овој мој син мртов беше и оживеа, изгубен беше и се најде, и почнаа да се веселат. Синот го побарал својот дел од наследството и таткото му го дал. Тоа било предвремено барање на својот дел. Законски, синот добива дел од наследството по смртта на таткото. Таткото постапил невообичаено и благородно. Наместо да го укори синот за дрскоста што бара наследство додека тој е жив, тој му дал на синот дел од имотот што трудолюбиво го стекнувал долги години. Му дал необично голема слобода на синот, да оди каде сака, да прави што сака со себе и со парите што му ги дал. Секој христијанин треба да согледа дека е далеко од домот на својот отец, да се покае и да појде кон него каде што и припаѓа. Параболата не уверува дека Отецот Небесен ќе не прими во своите прегратки со голема радост, особено доколку истраеме на патот на Великиот пост кој што предстои. Во икосот, песна од богослужбата за неделата на блудниот син, се пее. Да слушнеме што вели писмото за блудниот син и со вера да го подражаваме неговото добро покаяние. Кон оној што ги знае тајните на сите, со смиреност на срцето да извикаме: Ти сгрешивме, Оче милосраден, и никогаш не сме достојни да се наречеме чеда како порано, но бидејќи си човек по природа, прими ме ти и направи ме како еден од твоите наемници. Во денешнава емисија, преку овие два примери кои што ќе ги произнесеме, ќе покажеме каква духовна клима треба да има секоја душа која што се стреми кон Бога. Првин ќе чуеме за митерот и за фарисејот, односно за смирението и за гордоста, какви плодови даваат, а потоа ќе слушнеме и за приказната на блудниот син и како човекот преку духовно патување и свое собствено истражување, преку покаяние го наоѓа патот кон Бога. Примерите кои што Христос ни ги истакна во Евангелието се единствен начин како да го познаеме Бога. Тие представуваат 40 годишно патување низ пустињата, низ талкањето и истражувањето на себе си, на светот, само за да дојдеме до ветената земја, како што евреите тоа го направи. И овој опит не е лабораториски од материјална гледна точка. Бога не можеме да го најдеме, ниту пак да го докажеме на тој начин. Туку во лабораторијата на душата и на телото, човекот, смирувајќи се, себе спознавајќи се, го открива својот создаден. А преку тоа и го наоѓа урнекот по кој што тој е создаден, односно ја наоѓа боголикоста своја. И на тој начин почнува да се стреми кон својот прволик, а тој е Христос, Логосот, Синот Божи. Преку примерот на фарисејот, кој што се исполни од законот, се оно што беше пропишано, ние гледаме дека тој изгради еден трговски однос со Бога. Ќе му дадеме нешто на Бога, а тој нам ни е должен потоа. Со овој светски трговски дух не смееме ние да настапиме кога постиме, кога правиме милостиња, кога даваме некаков дар во црква. Не смееме да мислиме дека на Бога тоа му е неопходно и он без тоа не може да живее. Па затоа сега ние му даваме, а тој под секоја околност треба нам да ни го врати дарот. Делата кои што фарисејот ги изврши требаше да бидат едноставно продукт на неговата вера и на неговата љубов кон ближниот и кон Бога. Дарот што го даде требаше да има претходник, а тоа е верата. Затоа што не треба да порамнуваме сметки со Бога и не треба да имаме таков наемнички однос кон Него. Затоа што, навистина, фарисејот не си отиде оправдан заради тоа што самиот не се смени. Поентата е
на практикувањето на правилата и заповедите Божие нас самите да не сменат, да не направат приемчиви за Бога, а да не научат како да тргуваме со Бога. За да го разбереме ова, ќе направиме паралела помеѓу родителот и детето. Родителот никогаш не му е должен на детето. Колку и детето да му возврати, сепак тој не мора да му врати нему. Затоа што во моментите на слабост, родителот од љубов се правел кон него. И го одгледал, го хранел, го затоплувал. Без детето при тоа нешто да му даде. Едноставно од љубов. Затоа таков однос и ние треба да имаме кон Бога. Да знаеме дека што и да му дадеме, нема да биде тоа причината поради која сме спасени. Зашто не преку дела добри сме спасени, туку преку милоста Негова. И љубовта која што пред ние и да постоиме, тоа имаше кон нас. За него погубно беше набројувањето. Тој дури и се сметаше за поголем верник од другите што беа околу него. Од тоа набројување на формалности, без духовна некоја димензија, тој заборави да го побара Бога. Заборави да ја побара неговата помош на таквите кои што сметаат дека се извршиле и се праведни, во крајен момент Бог не име ни потребен. И затоа не го бараат, и затоа тој од храмот си отиде неоправдан. Грижејќи се фарисејот да ги наброи сите работи кои што ги исполнил пред Бога. Тој се најде себе си повисок од другите околу него што беа во храмот, па ги нарече дури и грешници. За него верата му беше повеќе како хоби и една обврска преку која ќе може да покаже дека се може да исполни, не му е тешко и духовните заповеди да ги извршува. Меѓутоа грешката му беше во тоа што таквото расположение на душата не може да не доведе да копнееме по Бога, да го бараме Бога. Затоа на таквите и Бог не им е потребен сушност. И тој од храмот заради тоа и си отиде неоправдан. Вистински и блиски пријатели се оние кои што си ги знаат и најскриените тајни, а не само добродетелите. И познавајќи се едни другите, луѓето се смируваат пред себе и стануваат навистина блиски на природен начин. Токму поради тоа и митарот, кој што се пред Бога изнесе, се удираше во гради и не смееше главата да ја подкрене, за да го погледне Бога, бидејќи знаеше дека е праведен судија, тој покажа една огромна близина со Бога за разлика од претходниот. Затоа што се вели дека дури и ангелите од Бога лицето свое го кријат, затоа што во споредба со него се е вештествено и се е пропадливо. Па затоа митарот себе си се виде онаков како што е во однос на светлоста на Бога. И затоа и се смири. Тој гледајќи го само својот грев пред себе, помеѓу него и Бога, не гледаше некој делок што го направил, ниту па го наброја преку кој што би се спасил. И навистина човекот може да левитира, да голта мечови, не знам уште какви гимнастички вратоломии да прави. Сето тоа го има во него. Меѓутоа, да се спаси самиот од себе, тоа не може да го направи. Тоа го спозна митарот. Токму поради тоа, тој не се надеваше на себе си, туку смирението се преточи во надеж на милоста Божја. Духовното будење мораме да го започнеме со сомневање во нашата непогрешливост. Не смееме да велиме дека ние сме добри, какви се има околу нас. Затоа што кога ќе дојде лекар, а ние сме болни, не му велиме оди во другиот кревет и гледај го другиот излечи го, јас сум здрав. Туку секој кога е болен, не ја скрива раната од својот лекар. Туку се детално кажува каде го боли и што го боли. При тоа сознавајќи си ја болеста своја. Затоа така и треба да биде и со духовната болест. Човекот да се спознае себе си и се пред Бога смирено да произнесе и да исповеда. Во една прилика Христос кажа дека со судијата треба да се измириме уште додека сме на пат кон судилиштето. Судијата сушност е нашата совест. Митарот не можеше да го истрпи гласот на неговата совест. Тој не ја замолчи, туку пушти таа да го протресе него. Како една бистра бара кога ќе ја разматите, тоа сета кал се крева нагоре и тогаш се гледа што има во неа. Меѓутоа, по истекувањето,
таа се изчистува. Затоа е потребно човекот со својот судија, со својата совест, да се измири уште додека е жив. Но како да ја разбудиме совеста? Според кои норми тој компас да се движи? Ние постојано пред нашите телевизиски екрани, во нашата околина, гледаме луѓе кои што се со смртни ставови, луѓе кои што не обсипуваат со времени вредности. Едноставно, за вистински да ја преиспитаме нашата совест, треба да се угледаме на Христа. На Христа и на оние кои што се на ихоните. Затоа што тие единствено зрачат со времени вредности, а нивниот живот навистина покажува дека завршува со воскресение и вечен живот. Додека оние кои што ги имаме за наши времени идоли, оние кои што го даваат темпото на времето и нашата мода, не често, меѓутоа, сепак за нивниот крај, многу лошо слушаме во жолтата штампа. Затоа кој сака да започне со постот, со великденскиот пост, треба длабоко да навлезе во смислата и во пораката на ова четиво. Затоа што смирението и познавањето дека Бог е милостив се всушност и плодовите и крајот на овој празник кој што го очекуваме, а тоа е страданието Христово и воскресението Негово. А токму во нив се огледа милоста Божја и дарот преку кој што сме спасени. Затоа што да се смета човек за безгрешен е навреда за Божјата правда. Оти апостол Павле вели: ние не треба за самите себе да судиме, а камоли пак за другите. Судот единствено на Бога треба да го оставиме. Затоа пред почеток на постот, па и пред почеток на секоја домашна работа или друга, треба да се прекрстиме со покаяние, а потоа со смирена мисла и благодарност да потражиме благослов за делото. Сите постојано имаме поплаки кон овој свет. Кон власта имаме поплаки кон здравието дека не е добро, времето не ни е погодено. А да не зборуваме каков однос имаме кон смртта и какво жалење имаме кога ќе се случи тоа. Спознаваме дека овој свет не е совршен, а сепак се убедуваме дека нема друг што постои. Откаде тогаш во нас таква расположба за постојано негодување за реалната ситуација во која што се надеваме? Откаде постојано надевање дека утре ќе биде подобро од денес, иако знаеме дека тоа нема туку така да се случи? Свесно или несвесно, преку желбата за подобро утро, ние искажуваме еден копнеш и едно длабоко сеќавање во човечката душа за онаа татковина која што Адам и Ева ја загубија. Тоа жалење всушност е постојанен копнеш по совршеното, по Едемот, по рајот. И во приказната за блудниот син можеме себе си да се препознаеме. Затоа што човек да верува не е нешто едноставно. Човекот за да го најде Бога треба да помине ни својата собствена голгота на трагање, на барање, на разочарување, на докажување и недокажување на некои работи. Имено блудниот син имаше се во изобилие. Младоста имаше во себе си. Со се беше исполнет со секакви надежи за подобро утро. И секако, како и секој млад човек, тие потенцијали тој сакаше да ги испроба, да види колку може да искористи од тоа нешто. Меѓутоа, не сваќајќи дека човечката енергија сепак е со свој одреден рок на траење. И таа доколку на вистински начин со позитивна енергија не се надополнува, таа ќе се истроши. И од сето изобилие, блудниот син престана да јаде. Немаше што да јаде, беше истрошен. Духовните амбари и капацитети му беа желни за нешто многу потрајно. Тој, сваќајќи дека во еден момент и да сака и да не ќе мора да пости, зашто снема храна, се присети дека секогаш она најпотребна и најдобра храна се наоѓа кај неговиот отец. И тука започна неговото враќање од небиднина кон својот дом, кон својата татковина. Како и кај блудниот син и кај секој човек, обично
желбата за вистинско познавање на Бога се јавува кога ќе се почувствува оставен од луѓето, разочаран од пријателите, кога ќе се почувствува далеко и од Бога и од Неговата милост. И тогаш во таа осаменост, во таа пустиња која што и светите оци ја барале, човекот се сретнува самиот себе си. Спознава сепак дека е битие кое што е создадено еднаш да постои и веќе нема да се повтори. Битие кое што е чудно како е една мини машина која што функционира како свет сам за себе си, исполнета со дарови и со карактерни особини кои што никој другиот ги нема. Никој друг ги нема. И тогаш сеќавајќи се на своето достоинство, тој се присеќава и на својот дарител, на својот небесен Отец, кој што при самото раѓање тие дарови му ги даде, а уште повеќе при самото крштение, дека доби можност за да се освети. И тогаш човекот станува од калта во која што се наоѓа и тргнува кон Бога. Пред човекот два пата се покажуваат кога ќе падне. Едното е освестување и враќање кон Бога, а другиот е освестување и паѓање во депресија, а некогаш завршува и со самоубиство. Тоа е затоа што човекот заборави дека Бог го љуби. И затоа на вистински начин треба да го запознае Отецот Небесен како што Христос ни го представи. Не како што сме виделе од нашите родители, не како што атеистите и разните философи Бога ни го представија, дека е ваков или онаков, дека е тиранин, дека само сака да се одмаздува. Ние, токму поради тоа, ова приказна на Христа, ова откривање на Христа на Бога, ја произнесуваме пред моментите на крајното менување на мислите. Пред постот кој што на човекот му представува една духовна преобразба. Христос Бога, Отецот ни го открива како еден грижлив родител. А татковската љубов не сака присилно да го задржува своето заблудено чедо. И со тоа што му дава слободно да замине, му остава и можност слободно да се врати. Ризниците на родителската грижа и на воспитувањето се состојат токму во покажувањето на вистинската љубов и слобода. Слобода да бидеме изневерени во нашите очекувања што ги полагаме во нашите деца и љубов без уцени да не биде возвратено онака како што сметаме дека сме заслужили. Гледате, во минатото таткото го вложил во синот тоа чувство дека ете, таму е мојот татко, тој ме чека и знам дека кога ќе отидам, ќе можам да разговарам со него. Тој нема предност да ми ја тресне вратата, нема да ме отврли. Но знам и дека не можам туку така да се појавам пред него и само да речам, еве овде сум. А што направи со парите што ми ги даде, остај, не прашувај сега. Значи знам дека нема да ме прими ако не ја осознам и признаам мојата грешка. А таткото не само што го примил покајаниот син, не само што се сожалил над него, туку и се смилостивил. Тој бил придвижен со целосна љубов. Се вели, тој потрчал во пресрет на синот, го прегрнал и го целива. Затоа се непримерни оние филмски моменти каде што кога човекот ќе дојде пред свештеник да се исповеда, овој му кажува 10 Оче наш и 5 Аве Марии и не знам уште што да направи и дека оној Бог кој што е судија ќе може да му ги отплати долговите. Вистинскиот карактер на Бога го гледаме во оваа приказна. Дека Бог толку го возлюби светот што и својот единород, дека Бог толку го возлюби светот што го даде и својот единороден син, да секој што верува во него да не погине, туку да има живот вечен. Што значи дека секој човек откако ќе се врати од своето промашување, животно екзистенцијално, кога ќе се врати кон Бога, не добива казна од него, туку ги добива широко расширените раце Христови на крстот, за тој да го прегрне. Па отому и христијанството не сме да се свати како религија во обична смисла на зборот. Дека тоа е вера исполнета со безброј ритуали кои што можеме дури и од хоби или некаква обврска да ги исполнуваме и ние сме си ја завршиле работата. И постот, и молитвата, и милостињата мораме да знаеме дека се само патокази, помошни средства за да достигнеме до Бога.
оти централна тема на литургијата, на богослужбата, не се само молитвите, туку соединувањето со Христа преку причестувањето со телото и крвта Негови. Човекот во христијанството, во верата кон Христа, се соединува со Бога. А преку благодата на Светиот Дух, тој и се менува, односно не останува ист онаков како што влегол во црква, туку се преобразува по ликот на својот Создател, се стреми и се движи кон совршенство. Токму ние и тоа го добиваме преку завршувањето на постот. Го добиваме Христа целосно, да се соедини и со нашето тело и со нашата душа. И ова се совпаѓа со дарот кој што Отецот го даде на Синот. Тој му даде и повеќе од колку што Синот имал. Му даде најубава облека, најубави обувки, му даде прстен и го заклал го еното теле. И откако се потрудивме да ја објасниме вистинската природа на Бога, кој што Христос ни ја откри преку приказната, ние да не бидеме како оној син што остана со Отецот. Да не бидеме како оние деца Божи кои што се во се послушни на Отецот, меѓутоа кога ќе видиме дека некој грешник се покајал и се сменил и дошол во црква или почнал да пости, веднаш да го осудуваме. Да не бидеме како оние кои што кога ќе сгрешат и ќе им се случи некаква казна, да велиме ако им така им требаше. Туку да бидеме свесни за време на постот и молитвата, преку нашето собствено осознавање и очистување, да се помолиме и за нивните души, Господ да му го просветли патот и да ги вброи во соборот на црквата. Затоа што за секогаш ќе важи правилото: еден христијанин е како ниеден христијанин. Црквата Свети Ѓорги се наоѓа спроти градските гробишта. Според кажувањата, кога се проширувале гробиштата, крстот што бил пронеден во парцелата бил преместен на денешното место од храмот. Храмот е со еднокорабна форма, одлична акустика и целиот е зографисан. Дворното место е во фаза на целосно уредување, а покрај стариот конак во процес на целосно изградување е и новиот конак. За време на неделите и празниците во овој храм постојано се служи литургија. Најбројно народот доаѓа на 6 мај, кога се слави споменот на овој светител. Празнувањето започнува на 5 мај, со вечерната богослужба и завршува утредента со литургија. Во тишината на амбиентот, единствено се слушаат чекорите на големиот број на верници, кои со благ поклон, еден кон друг си го честитаат празникот.